Поштувани гледачи, дневна соба во домот на нашата сограѓанка Александра Ѓурчиновска. Александра е професорка по информатика и физика, меѓутоа покрај тој професионален ангажман што го има согласно нејзината главна професија и преокупација, слободното време го користи за една многу интересна уметничка практика и уметничка тема во која што се разбира дека троши дел од нејзиното слободно време за да ги формира сите тие креации. Александра, добре дојде во дневната соба на ТВ канал. Ви себе да откриеме на гледачите како се вика техниката која што ти ја користиш за создавање на тие вистински мали уметнички дела. Прво добре дојдовте. Техниката со која што работам е квилинг техника или уште се нарекува и филигран од хартија. Попознато е филигран од хартија, техниката е иста како филиграните од црма, иста изработка, начинот на изработка, само што тука користиме како материјал ленти од хартија. Така, колку време се занимаваш со ова хоби и како го препозна дека е ова нешто што може да го работиш во твоето слободно време? Па најпрво почнав со оригами. Нешто што беше познато на мене, што ми беше познато, правење на оригами и барав нешто што ќе го пополнувам време до слободното време, ама материјалите да ми бидат достапни, да не треба да порачувам и да чекам многу време. Прво почнав со 3D оригами, тие беа цели форми, излегуваа лебети, пауни, нешто правев и истражувајќи го тоа најдов на квилинг техника. Мислам дека првата слика што ја видов многу ми се допадна, сакав да пробам. Не гледав туторијали, веднаш пробав сама да ги анализирам како тоа се прави и импровизирав. Со игли ги виткав прво лентите, за да видам дали можам да направам една таква слика. Беше добро, просечно и продолжив. Потоа ги гледав на интернет туторијалите, повеќе слики од веќе готови дела и веќе мислам дека првото дело го направив на факултет, прва година на факултет, веќе 4-5 години можеби го правам тоа, а активно последните 2-3 години. Поактивно. И самата хартија дозволува колку е таа податлива да се работи со неа и од она што можеме да го видиме од твоите дела, не станува збор само за еден вид на форми кои што им ги даваш на хартијата, туку станува збор за повеќе форми или плетки или како тоа се нарекува стручно. Значи, дали хартијата како таква е податлива, дали треба да има одредени специфики да ги исполнува за да може да се работи оваа техника, или може и со обична хартија секој некој што сака да проба и да се проба во оваа уметност? Најпрво, јас почнав со обични листови хартија во боја, кои што може да ги најдеме во нашите книжари. Потоа како истражував кој вид на хартија може да се употребува, почнав и да порачувам специјална квилинг хартија од интернет. Разликата е помеѓу дебелините. Дебелината на самата хартија и дебелината на лентата. Почнав со 5 милиметарска и можам да кажам како станував малку повешта во изработката, почнав да си ставам предизвици и да ја намалувам и големината на хартијата. Работам сега и со 2 мм, со 3 мм, поголеми со 7 мм хартија и хартијата дозволува да се прави во повеќе облици, може да се користи и боите исто така се доста интересни, посебно за детските слики, да бидат шарени. Кога станува збор за облиците кои што ги даваш на хартијата, дали се веќе сите измислени или има и нешто по инспирација што можеби овој облик на хартија ќе го ставам на ова парче, на ова нешто. Дали тука може да даде резултати имагинацијата или веќе се утврдени тие како во плетењето, да речеме, што се веќе основата е една, а после понатаму станува збор за имагинација и слободен израз? Па има веќе некои готови форми, кои што се, да кажеме, универзални. Сега спојувањето на делчињата останува на тој што изработува.
како ќе ги спои зависи што сака да добие на сликата. Например, со истите парчиња од хартија може да направиме и цветови, може да се направат и некои детски форми како најчесто топка, мече. Значи може да ги. Колку е популарна оваа техника во Македонија? Дали имате клуб некој на меѓусебна соработка со други луѓе кои што се занимаваат со оваа техника и од каде потекнува воопшто? Дали сте истражувале? Нема некој официјален клуб, барем јас колку што знам. Најчесто се следиме или комуницираме на Facebook. Има неколку, јас имам неколку девојки или жени кои што го работат тоа. Може би станува популарна тек сега, затоа што гледам дека има и доста работилници кои што се организираат. И сега колку луѓе продолжуваат да се занимаваат со тоа, не знам. Немам некоја информација за тоа. Така, а дали знаеме од каде потекнува, кога прв пат е измислена или прв пат јас тоа што го имам прочитано за квилинг техниката е некаде во 15 век. Најпрво во Франција и во Италија, затоа што со таа квилинг техника украсувале најчесто книги и некои други елементи, а подоцна веќе се користи и како со позлатени хартии. Во 18 век станува малку попозната и во Англија, ама почетоците мислам дека се во Франција и во Италија. Замена за златните и сребрените жици за филиграни ги заменуваат со виткање на таа квилинг хартија. Така. Колку време е потребно? Треба многу трпение, така, и колку време е потребно за едно дело да се заврши. Секако тука свој удел има и нели слободното време колку го имаме и инспирацијата во моментот, меѓутоа генерално колку трпение, колку прецизност треба за да се направи едно дело. За да се направи една слика треба многу трпение и многу време, затоа што самиот процес е таков што хартиите ги сечем, ги формирам и подоцна ги лепам. Значи, од прилика сечењето, дали првин одиш со сечење на хартијата, сите бои или само одредено делче парцијално, па после другите, како оди? Зависно од сликата што треба да направам, правам некоја груба скица од прилика. Времето исто така зависи од тоа колку елементи ќе има сликата, ама за една слика да се изработи сигурно 3 дена и тоа активно работење. Па може да кажем и 8 работни часови на ден. Од 3 до 4 дена за една слика може да се изработи. Од А4 формат. Помалите бараат помалку време, например ден до 2, но не може за 2-3 часа да настане делото. Секој уметник, претпоставувам, кога ќе застане пред своето дело, има различни емоции, секако задоволство, но дали има некоја слика, некое дело кое што, посебно ти е драго, кое што си применила нешто свое или си дала повеќе од она што си го замислувала. Дали постои такво дело или, да речеме, спомна дека си поставуваш предизвици дека одиш со 2 милиметарска, каде е лимитот во оваа техника? Постои или веќе сега станува збор само за финеси кои што треба да се доусовршат или да се практикуваат почесто? Секое дело кога го правам има некое посебно место, зависи нели за кој се изработува, иако нели не секогаш не ги знам луѓето кои што ги порачуваат делата. Ама има некои од делата кои што ги имам јас направено на самиот почеток и ги имам подарено на драги личности, така да има некои делата кои што навистина ми значат, да, посебно ми значат. Спомнав дека сте и професорка по информатика и по физика. Со поради целокупната ситуација и онлайн учењето, не сте годинава во физички контакт со вашите ученици, но дали може би во претходните години имало можност кога и вашите ученици се заинтересирале за она што го работите, па некако да споите во слободното време и учениците да се запознаат? Има ли интерес кај младите за креативно творење со оваа техника?
Па, минатата година со шесто оделение имавме некој час за креативност, тоа беше околу пролетта. И го искористивме за да направиме некои рачни изработки и јас од прилика малку им покажав нели на децата, имаат инспирација, сакаат да работат, сега секој нели во што ќе се пронајде, има доста сакаат да цртаат. Делот за цртање им е интересен, сега тоа е нешто ново, па се надевам дека некој кога ќе бидат нели поголеми ќе пробаат нешто да направат. Јас, Александра, ти благодарам за тоа што беше дел од дневната соба на ТВ канал ВИС. Благодарам.